Есента е период кога имаме поголеми нагли на температурните разлики, да кажам, а со тоа имаме и зголемена појава на инфекции на вируси кои што мора да кажеме дека најчесто ги имаат и децата кои што и најмалку можат самите да се заштитат од сето тоа. Доктор Вангелев, ќе ве запрашам, кои се оние вируси, кои се оние инфекции кои што во овој период ги има најмногу? Да, точно е тоа дека преодниот период од лето во есен, времето е променливо, денот е топол, вечерите, ноќите се ладни и во овој период најчесто вирусите напаѓаат, значи на ниски температури, вирусите најмногу се размножуваат. Почнувајќи од септември па наваму, имаме и респираторни и гастроинтестинални вирусни инфекции, кои што кратко трајат, посебно гастроинтестиналните вирусни инфекции трајат 1 до 2 дена, со симптоми на повраќање, на проливи, односно диареја и болки во стомакот, најчести вируси кои што ги предизвикуваат овие гастроинтестинални промени, стомачни болки, се ротавируси и аденовируси. Кратко трајат, ден до 2, лечењето е со симптоматска терапија, што значи антибиотици не се даваат, бидејќи знаеме антибиотиците не делуваат на вирусите. Симптоматска терапија даваме за рехидратација, потоа даваме овие лекови за како пробиотици, што се ги има многу на пазар, не би сакал по фирми да зборувам, и закажуваме на контрола за 1 ден до 2. Ако има потреба, ги упатуваме на болничко лекување, меѓутоа тоа се многу ретки, така да посебно септември, октомври сите ентеровирусни инфекции ни завршува многу лесно. Ретко кои ги испраќавме на болница, а ги имавме доста. Може ли превентивно да делуваме на нив? Превентивно не можеме да делуваме не со некои лекарства, меѓутоа можеме со хигиенски мерки, значи миење на рацете, чисти прибори за јадење, не фаќање на нечисти предмети, храната која што ја примаме, значи во есен се ги имаме овошје зеленчук, добро да се измијат, посебно грозјето е препорачливо да стои 15 минути во вода ладна, да излезат сите тие нечистоти, отрови што се. Превенцијата е тоа, чисти раце и миење на храната која ја земаме. Препорачливо ли е овој период, кога се во прашање овие вирусни инфекции, децата да се носат во градинка или потребно е дома да останат тие неколку дена додека да помине вирусот? Значи, ако е детето веќе фатено, не може да оди во градинка, затоа што тоа се пренесува пак на некој начин. Децата играт меѓу себе, се допират едно од друго и второ може да дехидрират, може да колабират сите. Болно дете не може да се носи. Препорака е за сите родители, јас како педијатар кој работам само со деца, препорака е ниедно болно дете, било од која болест да не се носи во градинка, затоа што тоа понатаму може да предизвика епидемија.